Почитувани граѓани, развојот на општина Ѓорче Петров во последните 6 месеци го достигна својот минимум. Неспособноста и безидејноста се врвна агенда и приоритет на Александар Стојковски. Да не беа проектите на претходната власт, Стојковски ке немаше што да им презентира на Ѓорче Петровци. Дури 2 пати го прошети лидерот Мицковски низ улиците на Ѓорче Петров, фалејќи се за нешто за кое што нема мрднато ниту со мал прст. Но затоа градоначалникот силно се вложува да си ги згрижи своите партиски војници. Може би нема пари за улици, фекална канализација, водовод, но мора да има граѓански пари за партиски вработување. Жителите на Ѓорче Петров за оваа година од својот джеп одвоија 230.000 евра за Стојковски да си ги вдоми своите партиски другари во општината. Ѓорче Петровци преку исплата на даноци му подарија и 6.000 евра за Стојковски годинава да се гоштева со бајадери и најразновидни пијалоци. Дарежливи и консоветниците и подобни вработени во општината, на кои му возможува неколку дневни семинари во ексклузивни хотели во земјава. Ете толку од сработеното за половина година. Каде е Ѓорче без кал, со ниту еден метар асфалт и ниту една коцка поставен бехатон. Прашуваме каде е зелената агенда, каде се 1 милион садници, 5 мегапаркови во Даме Груев, Пржина, Волково, Мирчацев и реконструкција на веќе постоечкиот. Каде се 600 корпи, каде се 600 клупи. Или сето тоа се надоместува со неискосена трева и по 1 метар висока. Не гледаме дека нешто се прави околу обезбедување на уште една сообраќајница и поврзување на руралниот дел од Ѓорче со градот. Нема ништо од кружен тек на македонска војска, пробивање на Лука Геров кон Стопански двор, пробивање на пешачката патека на кеот во Хром кон Карпош. Пред да ги изгради градинките во Хром, Новосело и во урбаната заедница Ѓорче Петров, го повикуваме Стојковски да отвори веќе изградената во Волково и да ја намали листата на чекање на 500 дечиња во Ѓорче Петров. Нема ништо ниту од најавените субвенции за велосипед, електричен тротинет, читална и библиотека. Културата и младите се само мисловна именка во Ѓорче Петров. Почитувани, за жал, долг е списокот на она што го ветуваше Стојковски, а за кое нема ниту абер да отпочне со реализација. Ова е неодговорно и расипничко однесување. 4 години Ѓорче Петров беше едно големо градилиште и се работеше со полна пареа. На Ѓорче Петров му треба тоа темпо. Господине Стојковски, ветувавте дека ќе бидете градоначалник за сите, а не само за вашите партиски војници. Ветувавте работа, а добивме антагонизам. Мора да работите подобро за условите и за животот во Ѓорче Петров. СДСМ е секогаш тука да помогне во таа мисија. Благодарам.